Траурни обележја во народната носија. Во разни временски периоди и кај разни народи, жалоста за мртвите се манифестирала на различни начини. Со гребење на лицето, со сечење на косата или со облекување на соодветни облеки. Како знак на жалост се употребувале одредени бои, како црвена, бела и црна. Црвената боја како траурен белег во Македонија единствено се среќавала во Охридско поле. Тоа е нагорната женска облека, односно црвеното џубе, кое по раѓањето на првото дете од бела се бојосувала во црвена боја и како такво се носело во време на жалост. Обичајот на носење на бели траурни облеки бил присутен во Скопска Црна Гора. Во Малесија облеката бело џубе, кое било украсено со бели гајтани, била секојдневна старечка облека, а како траурен белег ја носеле жени на најразлична возраст. Како обележје се јавуваат и белите даркми, кои се женски покривала за на глава, а се носеле во горните битолски села. На средното ќоше кон грбот биле везени со бело за жалост, а со црно и со бело за помала жалост. Црната боја, како боја на жалост, е најкарактеристична. Меѓу бројните типични црни траурни облеки, посебно се истакнуваат облеките џока од дебарца и гуна во кичевија, порече и железник. Заедно со црните траурни облеки, скоро насекаде е задолжително забрадувањето со црна марама или шамија. Црна крпа наместо убрус, како траурен знак носеле и мажите во Мариово. Младите жени носеле црнина, најчесто во еден ограничен период, односно до 3 години, а постарите скоро секогаш до крајот на животот. Времетраењето на траурната носија зависело од тоа за кого се жалело. Најдолго се жалело за дете, маж, родител, брат или сестра и слично. Во Гевгелиско, жена вдовица одала забрадена со црна шамија 2 па и повеќе години. За подалечни роднини се жалело пократко. Во такви случаи, наместо црна шамија, некој носеле и темно црвена. Во Дебарско поле, жената на која е умрел мажот, останала вдовица, сите своји дарпни ги бојасувала во црно. По тој повод се бојасувале и бочвите. Бели останувале само кошулата и зобанчето, но и од нив се вадел везот и целата декорација. Жена вдовица никогаш не облекувала ново зобанче. Освен жената на покојникот, сите жени од неговото семејство, како знак на жалост, задолжително бојасувале барем по една везена дарпна во црно. Во случај умрениот е бил близок член од семејството, црно бојасана дарпна носеле жените во матичниот предел на мејаците. Покрај истакнувањето на облеките во определени бои, како знак на жалост во употреба били и некои определени облеки. Особено важен траурен знак во Скопска Црна Гора бил начинот на носењето на марамата
крпа прекривача. Во време на жалост, незините краеви, префрлени преку грбот, доаѓале под горната облека долама. На овој начин, марамата се носела до 1 година. Жената на која е умрел мажот, ако не се премажала, овој белег го задржувала до крајот на животот. Како знак на жалост во Струшко поле и неговите соседни предели, старите жени врз белото секојдневно џубе облекувале тежок зимски гуњ и го носеле дури и во време на најголеми летни горештини. Во одделни средини, за жалост се носеле посебни кошули, везани во потемни бои. Траурна кошула за жени на најразлична возраст во Прилепско и Битолско поле е така наречената грабена кошула. Ја носеле главно старите жени. Според некои податоци во Кичевијата, иста намена имала кошулата црни поли. Китењето и украсувањето е непожелно. Тагата и жалоста за загубениот близок член на семејството се манифестирала и со тоа што се облекувале стари и износени алишта. Мажите пуштале брада, односно не се бричале, најмалку 40 дена по смртта на починатиот. Assunta